Македонското прашање во Егејска Македонија, развивање на пазарна економија и политички плурализам, како и издигнување на орнатото Скопје по катастрофалниот земјотрес во 63-та. За овие работи се залагал последниот претседател на Социјалистичкиот сојуз на работни од Народна Југославија Александар Грличков. Ова беше кажано на промоцијата на неговото последно дело Дали социјализмот е можен, по повод 100 годишнината од неговото раѓање. Според првиот социјалист Љупчо Димовски, пораката на книгата е градење на национално единство, а социјалистите, заедно со своите коалициски партнери, треба да се пример за останатите во општеството. Книгата има многу голема символика во самата идеја, иницијативата и реализацијата, и преку самото издавање на книгата буквално го манифестираме единството кое што е изградено помеѓу Социјалистичката партија на Македонија и ВМРО-ДПМН, ама тоа треба да представува пример како ќе треба и сите останати делови од македонското општество, од македонскиот народ, да го градат тоа единство, поврзување и обединување, затоа што единствено на тој начин можеме да си ја задржиме државата, да го сочуваме народот. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски потсети на залагањето на Грличков за решавањето на прашањето на македонците во Егејска Македонија, за кое не успел да се избори поради блокадата од тогашниот претседател на СФРЈ Лазар Кулишевски. Според Николовски, постои генерацијска грешка во 90-тите, кога наследниците на Сојузот на комунисти и социјалдемократите се посветиле, како што рече, на уништување на Македонија низ транзицијата, наместо на создавање на потребниот диалог потребен во тој период. Националните политики на таа политичка партија, која што воопшто не ги одразува корените на оние на кои што се нарекуваат наследници, а тоа е оваа политика која што денес ја води СДСМ, нималку не наликува на политиката која што Грличков и неговата генерација воделе нити кон Грција, нити кон Бугарија. Напротив. Александар Грличков извршувал повеќе значени функции во Социјалистичка република Македонија, СФРЈ и Сојуз на комунистите на Југославија. Тој бил премиер на Македонија во 63-та година, каде дал голем придонес за изградба на урнатиот град. Како поборник за социјализмот има објавено стотина трудови, а денешната промоција на книгата е неговото последно дело.